Добре дојдовте! Денес ќе погледнеме една кратка, но навистина мочна драма, што не тера да се запрашаме што всушност значи да се слави. Дали е тоа само за храната и семејството, или можеби има нешто многу подлабоко? Ајде да истражиме заедно. Се започнува токму со оваа реченица. Ова е мислата што ја поставува сцената и го отвора клучното прашање. Кога славиме, кој е навистина дел од таа наша радост? Целата приказна што следи е всушност еден голем обид да се одговори на ова. Замислете си ја сцената. Топло попладне, воздухот е исполнет со мирис на вкусна храна. Едно семејство во својот двор се подготвува за голем празник. На прв поглед се изгледа сосема нормално, но наскоро оваа слика целосно ќе се смени. Значи, приказната почнува со една многу позната и, да бидеме искрени, разбирлива перспектива. Прославата е за нас, за семејството, но домакинот Јосиф изгледа има сосема поинаква идеја. И тука веднаш го гледаме тој судир на идеи. Од една страна го имаме Давид, синот, кој е воодушевен од помислата дека сета таа храна е само за нив. А од другата страна е татко му, Јосиф, кој верува дека вистинската радост не е во тоа да имаш само за себе, туку во споделувањето. Оваа тензија е срцето на целата приказна. Токму тука работите почнуваат да се менуваат. Започнува лекцијата на Јосиф. Првиот шекор е да се покаже дека домот не е само крвно сродство, дека кругот може и треба да се прошири. Хајде да видиме како го прави тоа. Првиот потек на Јосиф е да ги сруши бариерите внатре во самиот дом. За него Самуил и Рут не се само слуги, тие се дел од домакинството. И со тоа што ги кани да седнат на истата трепеза, тој испраќа една многу силна порака. Денес, на овој ден, сите сме еднакви. Овој момент, иако изгледа мал, е всушност клучна пресвртница. Тоа тропање на портата најавува дека кругот на заедницата ќе се прошири, и тоа надвор од зидувите на домот. Добро, пред да видиме кој е на вратата, ни треба еден мал брз контекст. Следниот гостин е Левит. Во тоа време, левитите биле дел од свештеничкото племе, угледни луѓе, духовни учители. Неговото присуство на прославата е голема чест за секој дом. Иако досега беше интересно, сега приказната станува навистина длабока. Затоа што не е поентата само да се поканат пријателите и угледните луѓе. Не. Вистинскиот тест на гостопримството доаѓа кога ќе се појави некој што воопшто не го познаваш. Замислете го моментот. Празничната атмосфера е во полнек. Сите се весели, а на отворената порта застанува некој неочекуван, уморен патник, потполн странец. Што ќе се случи сега? Слушнете колку скромно е неговото барање. Не бара ни храна, ниту пак пренокиште. Само малку вода. Од гласот му се чувствува колку е исцрпен и ранлив. А одговорот на Јосиф е просто неверојатен. Тој не само што му дава вода, туку оди многу подалеку. Во патникот не гледа закана или товар, туку гледа гостин. Ова е чин на вистинско радикално гостопримство. И ова е клучот. Гостопримството на Јосиф не е само некој случаен чин на добрина. Тоа е вкоренето во едно длабоко етичко учење, да се има емпатија, затоа што и тие, како народ, некогаш биле странци на туѓа земја. Сеќавањето раѓа сочувство. Но приказната не завршува тука. Јосиф не застанува. Неговата визија за тоа што е заедница се шири уште повеќе, за да ги опфати и оние кои општеството најчесто ги става на маргините, оние кои ги заборава. И забележете го ова, многу е важно. Јосиф не седи и не чека тие да дојдат. Тој активно оди и ги бара. Тој разбира дека најранливите често се и најтивки, па затоа тој оди кај нив, носејќи ја поканата лично до нивниот праг. И еве како изгледа комплетната слика на крајот. Прославата почна само со семејството, но се прошири за да ги вклучи буквално сите слоеви на заедницата. Слугите, врскиот учител, странецот и најранливите, вдовицата и сирачето. Ова, за Јосиф, е вистинска заедница. Па што се случува на крајот? Каков е резултатот од сите овие постапки? Ајде да видиме како изгледа и како се чувствува една ваква вистинска прослава. И тука, во разговорот со својот син, Јосиф ја кажува самата суштина.
Вистинската радост не е во тоа колку имаш, туку во тоа колку споделуваш. Не е во ексклузивноста, туку во инклузивноста. Кога никој, ама баш никој не е оставен сам, ете тогаш прославата е вистинска. А можеби најдобриот доказ дека лекцијата е научена е промената кај синот, Давид. На почетокот беше збунет, не ја разбираше дарежливоста на татко му, но на крајот тој не само што разбира, туку и активно учествува, се шегува и се поврзува со малиот Илија, сирачето. Мислам дека зборовите на Рахела најдобро го сумираат ефектот од постапките на Јосиф. Тој не им даде само храна, им даде нешто многу поважно – достоенство и чувство на припадност. Та не се чувствува како некој што прима милостина, туку како ценет член на едно големо семејство. И на крајот, целата приказна се кронисува со една заедничка здравица. Сите гласови на семејството, на слугите, на странецот, на вдовицата се спојуваат во еден. Сите слават исти вредности – заедништво, споделена радост и благодарност. Трпезата е полна, да, но уште поважно, срцата се полни. И така, оваа древна приказна не остава со едно многу лично и многу современо прашање. Кога размислуваме за нашите прослави, за нашите моменти на радост, кого го каниме на нашата трпеза? И можеби уште поважно, кого можеби несвесно го оставаме надвор? Приказната не поттикнува сериозно да се запрашаме, кој навистина припаѓа на нашата трпеза?